Почитувани колеги, почитувана явност, моите прашања ќе бидат од сферата на економијата, она за кој господинот Груевски ветуваше прерадба во 100 чекори и која во 2015 испорача приматели на социјална помош да живеат со 22 денари на ден, 180.000 луѓе да живеат со по 40 денари на ден, и 1/4 од населението на Македонија според сите стандарди да живее во сиромаштие. Не знам, господин Ставрески не е тука, бидејќи тој е познат двоец на креатор на економската политика, сите прашања ќе ги упатам до премиерот во заминување, техничкиот премиер Никола Груевски. Првото прашање е овака. Вие заедно со господинот Ставрески, кој е на место министер за финанси, ја водите економијата, финансовата политика на државата од 2009 година. Министерот за финанси нема прилика да не пропушти да каже дека буџетот е во одлична кондиција, дека Македонија нема никакви, македонската економија нема од што да се плаши, а денови слушнавме дека ако не се земат пари, ако не се овозможи емитување на благајнички записи на 1.12.2015 година, треба да се јавната администрација, пензионерите и сите други да се плашат за своите примања. Од друга страна, министерот Ставрески, кога ја издаваше евроврзницата 7 месец 2014, тогаш требаше да прогласи, може ќе биде и тоа празник, пошто кажа на македонската јавност дека е по историска најниска камата, бидејќи требаше да се радуваме, пошто не задолживте со 500 милиона евра, кажа дека од таа обврзница ќе плати 150 милиона евра стигната обврзница 2015, која ја земал СДСМ 2005 и 115 милиони евра на Меѓународен монетарен фонд. Некне имавме повторно задолжување петто поред со еврообврзница, 270 милиона, и пак се збори дека ќе се плати старата обврзница на СДСМ од 2005 150 милиона, и ако има можност, ама верувам дека ќе нема можност, пошто нема да биде министер за финанси наредната година, истата приказка ќе ја вергла и пак ќе бара со еврообврзница, не знам по кој пат да се покрива еврообврзницата од 2015 година. И сега не знам што е вистина, дали тоа што го збореше министер Ставрески дека економијата ни е трета во Европа, во одлична кондиција, или стварно немаме заплата. Конкретното прашање до вас е, дали ја знаете каде е лимитот на задолжување на државата, поготово до крајот на годината? Дали рачунате уште да ја задолжувате државата? Тоа е првото прашање. Второто прашање, лично до господинот Груевски, любител на роучоа. Направивте многу роучоа да привлечете страни инвестиции. Резултатот вие ако не знаете, а предпоставам дека знаете, поразително, Македонија е последна оваа година со 150 милиона евра инвестиции во регионот, ветувате некои си 80 милиона евра инвестиции во препородот, ама сега ќе ја смените реториката, ќе кажувате дека тие ќе бидат до 2052, иначе треба да дојдат за 10 години, повеќе истрошивте некаде околу 30 милиона евра преку буџети, а инвестиции не видовме ништо од тие што ги ветувавте. И сега тргнавте на роучоа. Бидејќи имаме нетранспарентен буџет, јас не знам кај може да видам колку тоа кошта. Еве, сакам лично да знам колку кошта едно роучоа, бидејќи не одите сам, носите со вас свита, од таа свита сите спиете во хотели, не го знаеме бенефитот во хотели со 3 звезди и не го знаеме бенефитот од сета таа работа. Еве, мене нема да ве прашувам за нелогичноста на роучоа инвестициите, од која причина? Бидејќи сигурно не сте биле во Белизе на роучоу, а Белизе ви е меѓу првите 3 инвеститори во Македонија, ама има една друга работа што ќе ја прашам, еве конкретно за Кина. Дали може да ми кажете последното роучоу у Кина, колку пари кошта и дали можете да ми кажете колку се директните странски инвестиции од Република Кина во минатите години? Тоа е второто конкретно прашање. И третото конкретно прашање ќе ви биде околу Гевгелија. Таму има во изборната програма на градоначалникот, а знам дека вие сте
ги знаете сите работи, бидејќи ништо не може градоначалникот да направи без вас, ни една програма, ни едно изборно ветување. Така ви функционира и партијата и власта, така ја практицирате. Дали знаете докаде е тир зоната што ја обекевте во Пардејци, обекевте хотели дека ќе се градат индиски, обекевте дека ќе има фабрика за доматно пире, па ме интересира дали има некои најави за нивно отпочнување и кога сето тоа ќе биде. Благодарам.